Со засилено темпо продолжува реализацијата на проектите финансирани со средства од унгарскиот кредит. Според последниот пресек на Министерството за локална самоуправа, досега се склучени договори за 550 проекти од вкупно 828, колку што општините добија во вториот владин повик. На располагање се над 225 милиони евра. Добар дел од парите се наменети за подобрување на патната инфраструктура низ општините. Првиот јавен повик се повеќе од 48% веќе се реализирани од оние 288 кои што беа контрактирани со договори, а во вториот јавен повик повеќе од 550 проекти се веќе со склучен договор, што значи дека веќе се изведуваат на терен, така да многу е соодветна динамиката и градоначалниците навистина го дадоа својот максимум во делот на спроведување на нивните обврски кои што произлегуваат од првиот и од вториот јавен повик, така да ние сме навистина задоволни како ќе се имплементираат и во иднина овие средства. Перински заедно со градоначалникот на Штип изврши увид во изградбата на еден од трите паркови што се градат со европски пари. Со проектот трансформирање на урбани локации во зелена инфраструктура во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка. Преку источнопланскиот регион се обезбедени 280.000 евра. Не само овој парк, и на уште 3 позиции во моментов се работи и се создава нова зелена површина, поставувајќи се урбана опрема и овозможувајќи им на граѓаните на Штип едни качиња за релаксација, за рекреација и поминување на своето слободно време. Перински посочи дека во изминатите 17 месеци во општините низ државата, покрај средствата од унгарскиот кредит во висина од околу 20 милиарди денари, преку различни програми, дополнително се дисперзирани над 160 милиони денари, со кои се реализираат уште 100 проекти.